крајот на октомври 2025 година, Европското стручно жири на манифестацијата Автомобил на годината, составено од 27 члена, ја објави листата на 7 финалисти, меѓу кои се најде и едно во најмала рака иконско име, со богата историја и традиција. Погодувате се работи за француската гордост, автомобилот Рено 4. Но не овој, традиционалниот, кој се произведуваше од 1961 до 1992 година во фабрики распространети низ целиот свет, од домашната Франција, преку Алжир, Аргентина, Австралија, Мексико, па дури до фабриката на ИМВ во Ново Место, Словенија. Во наведениот период од 31 година, популарната четворка, која оригинално беше креирана за да им парира на бубата на Volkswagen, спачекот на Citroen и британскиот Mini Morris, успеа да се продаде во фантастични 8.135.424 примероци. Европското жири во скратената листа на финалисти го вклучи моделот Рено 4 E-Tech, со кој луѓето од Рено решија да ја воскреснат легендата, токму во оваа 2025 година. Изборот на Рено 4 E-Tech како финалист на манифестацијата Автомобил на годината, која треба да дојде до својата кулминација следната година, не мотивираше уште еднаш да го разгледаме овој атрактивен, компактен електричен автомобил, кој на стартот од својот животен век се произведува само во фабриката на Рено во северна Франција. Моделот кој за прв пат беше најавен во Рено на сајмот за автомобили во Париз во 2022 година под работното име Forever Trophy Show Car, влезе во новата палета на францускиот гигант во времето на електричната револуција. Покрај погонот на струја, креаторите на Рено имаа задача да го направат автомобилот компактен и практичен за сите. И за соловозачите, и за оние кои со себе го возат своето семејство. За секојдневно циркулирање во урбаните средини, но и за комфортно патување на подолги релации. А не треба да се занемари и можноста на новиот Рено 4 E-Tech успешно да функционира и во флотниот сегмент, како компактен комерцијален или лесно доставен автомобил. Надворешно, Рено 4 E-Tech делува футуристички, но истовремено со себе ја носи дизајнерската нишка на стариот добар Рено 4. Тој ја дели Ampere Small платформата со за нијанса помалиот Рено 5 E-Tech, со кого е позициониран според истата филозофија како што е Рено Captur позициониран со за нишка помалото Clio. Она што е важно при креирањето на автомобил за сите возачи е применето и кај Рено 4 E-Tech Electric. Одличен простор за товарање во багажникот, спарен со модуларната поставеност и склопливата задна клупа, кои отвораат 420 кубни литри простор за товарање. Дополнително тука и повисокиот ground clearance или подигнатост од патот со напредениот систем за контрола на тракцијата, кои гарантираат комфортно возење и на асфалтот, но и на земјените патеки полни со дупки и нерамки. Како електричен автомобил, кај него можете да изберете две батерии, она за претежно урбано возење со мотор од 90 киловати и батерија со моќност од 40 киловат-часа, која обезбедува автономија до 308 километри. И втората опција како комфортно решение со мотор од 110 киловати и батерија од 52 киловат-часа, која обезбедува патека од околу 409 километри. Рено 4 E-Tech, покрај својот зелен електричен погон, ги прави исклучително среќни еколошките движења во Европа и со податокот дека е автомобил чиј процент на рециклирање изнесува фантастични 88,6%. Во поглед на безбедноста, платформата на Рено 4 E-Tech е креирана за да ги поддржи системите за напредна безбедност ADAS за автономно возење ниво 2. А сосема логично, имајќи ја предвид идејата да се направи универзално допадлив автомобил, креаторите на Рено 4 E-Tech вградиле многу напредни системи и сервиси на конективност,
примарно преку OpenR Link со вградениот Google мултимедија систем. Најмодерните возачи пак, кои се влюбени во вештачката интелигенција, на располагање го имаат и новиот секојдневен сопатник, официјалниот Renault Avatar, кој работи преку ChatGPT AI Chatbox. Останува да видиме дали новата електрична четворка во исклучително силната конкуренција во која се надпреварува со останатите 6 финалисти Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA и Škoda Elroq ќе го повтори успехот на своите браќа Scenic E-Tech Electric, кој се закити со титулата Автомобил на годината 2024 и Renault 5 E-Tech Electric, кој го повтори истиот успех во 2025 година и со тоа ќе го одбрани престижниот трон трета година поред.